Благодарам, почитуван председавач. Воедно и честитки, признание, односно за успешното раководење со седницата на ваква чувствителна тема, како што е ребалансот за буџетот. И ќе се обидам да се вклопам во досегашната атмосфера на еден конструктивен начин, да ги искажам моите забелешки или согледување, односно видувања по однос на предметниот документ кој што го имаме добиено од страна на Министерството за финансии, а тоа е ребалансот на буџетот, при што ќе напоменам дека ребалансот всушност представува пресек или слика за проекциите кои што се поставени во самиот буџет при неговото донесување, и можам со жалење да констатирам дека проекциите во буџетот за 2019 година со оглед на измените кои што се содржани во ребалансот и не биле така добри, затоа што има сериозни отстапувања од проекциите и сериозни падови, би рекол, на клучните елементи во самиот биланс. Прво, ќе напоменам, како и што и претходните говорници исто го кажуваа, само ќе го напоменам во општиот дел на билансот дека прво јавниот долг е зголемен за 600 милиони евра од 2017 година, па еве заклучно со 36.2019 година. Исто така, заклучно со август 2019 година, реализацијата на капиталните расходи е 28,2% од планираните, односно околу 120 милиони евра од предвидените 422 милиони евра. И уедна уште потврда за, би рекол, неефикасноста на институциите на кои што им се доделени овие финансиски средства. Воедно и реализацијата на вкупните приходи за 8 месеци е 61,8%, иако очекуваната реализација за овој период од годината треба да е 66,7%. Јас ова само таксативно го напоменувам, со оглед на тоа што и не се задржувам воопшто, со оглед на тоа што од претходните говорници беше исцрпно и анализирано и елаборирано како приметба. Ова, значи, разлика во извршувањето на буџетот во апсолутен износ веќе надминува 10 милиарди денари, односно 166 милиони евра, што до крајот на годината, доколку се има во предвид оваа прогресија, би требало да изнесува околу 250 милиони евра или околу 15 милиарди денари. Она на што сакам исто така да се осврнам е субвенционирањето на придоници за подршка на пораст на платите, уште е контраверзен проект, би рекол, на владата и не пазарен во секој случај, за кој што се сомневам дека бизнис заедницата ќе го прифати или ќе го реализира. Но тоа е моје мислење. Многу контроверзии го следат овој проект, уште од самиот почеток. Прво, ваква пракса нема никаде во свет, колку што ми мене познато. И ова мерка нема економска логика, освен во делот на сивата економија, туку има практична политичка цел, со што се создава притисок врз приватниот сектор за зголемување на платите во услови кога продуктивноста на македонската економија е во опаѓање. Понатаму, администрирањето на оваа мерка е прилично комплицирано. Го имавме во предвид нацрт верцијата на ЕНЕР кој што беше закачена и пресметката која што треба да прави управата за јадни приходи и така натаму. И оттаму мојот сомнеж дека навистина транспарентно или многу лесно ќе се реализира оваа мерка.
да напоменам дека мерката за трите предвидени години изнесува 120 милиони евра. Сега, суштината е во тоа што ова мерка се однесува на компании кои што во облико им ги доплатуваат или исплатуваат платите на вработените, а се стимулираат со средства кои што не се нивни, туку се средства на даношните обврзници кои што редовно се ги исплаќале своите обврски кон државата, за да бидат поттикнати да им ги исплатат платите, значи личните наместници на вработените во компаниите во целосен износ на сметка. Во овој случај вработените не добиваат ништо, освен тоа што ги имат добиено дел на сметка, дел на рака во коверт, и оние 50 евра кои што служат како надокнат од страна на владата по основ на плаќање на придонесите. Понатаму би се осврнал само во еден краток дел на експозето на министерот за финансии, кој што само во еден дел, со една реченица, го третираше секторот Министерство земјоделство, шумарство и водостопанство, односно ресорот, каде што се обезбедени дополнителни средства во износ од 560 милиони денари, а во првата половина на годината со реалокации се обезбедени уште 355 милиони денари како директна подршка на земјоделството и со справување со болеста африканска чума кај свињите. Значи, тоа се околу 915 милиони денари, односно 14,87 милиони евра дополнителни средства за ресорот земјоделство, шумарство и водостопанство. Ќе кажам најдиректно дека овие средства се всушност неодговорноста и неспособноста на раководните луѓе во Агенцијата за храна и ветеринарство, кои што превентивно не делуваа, па мора да го изложат македонското сточарство со покривање на трошоците за елиминација на болеста африканска чума кај свињите и дополнително да ги трошат средствата, државните средства за оваа цел, а не тие да бидат наменети за други потреби кои што навистина им се потребни на земјоделските производители. Обшните забелешки во делот на ребалансот на буџетот, во делот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, би ја почнал со вкупното намалување на расходите од 114 милиони денари, и тоа околу 52 милиони од основниот буџет и околу 62 милиони од расходи и заеми, што само по себе укажува дека ребалансот на буџетот е прилично рестриктивен во однос на земјоделството, иако секаде слушаме пофалби дека се зголемуваат средствата, но на хартија е евидентно намалувањето 114 милиони денари. Иако едно од поголемите намалувања е намалувањето на плати на доместници од околу 21 милион денари, кое може единствено се должи на преголемото проектирање на нови работни места во администрација за покривање на нечии желби, кои не успеале да се реализираат од разни причини и од кои најнапред би се истакнала неспособноста за вработувањето од други ресорни министерства и други институции се има таму изреализирано, а не во МЗШВ, затоа што претпоставам дека ова министерство важи за едно од по-неатрактивните министерства, па интересот на потенцијалните лица кои што бараат вработување е насочено кон другите поатрактивни, би ги кажал, државни институции. Понатаму од тие 114 милиони денари најголемо намалување имаме во капиталните расходи. Намалувањето изнесува од 370,2
48 милиони на 350,53 милиони, значи околу 20 милиони денари. Тоа веќе зборува за едно лошо менаџирање. При тоа имаме енормно зголемување на ставката вложување и нефинансиски средства од 17 милиони и 700 илјади на 122 милиони и 630 илјади денари. Предпоставам дека е за ова што претходно зборував. А исто така покрај тоа имаме изголемување на набавката на возила во земјоделството од 8 милиони денари и 200.000 денари на 17 милиони и 200.000 денари во земјоделството и дополнително 10 милиони за шумската полиција. Што се однесува за првиот износ, апсолутно не се согласувам, доколку не е наменет за потребите на службите, за теренски возила кои што се неопходни во Министерството, а особено сум за тоа да, и сметам дека се многу малку, овие 10 милиони денари за шумската полиција. Состојбите во шумската полиција се познати и секое ново возило е добро дојдено за извршување на нивните обврски. Така да, ако има нешто со кое што би можел да се согласам во овој ребаланс, тоа е токму ова. И велам дека е многу малку, заради тоа што потребите на шумската полиција се многу повеќе и за други работи, и за униформите, и за опремата која што треба да ја користат и така натаму. Тие се одсекуваш, да речам, обесправдени, со тоа што немаат ни доволна количина на гориво за да можат да ги извршуваат нивните обврски кои што времето покажува со оглед на сите шумски пожари кои што се случуваат во овој период низ Македонија, дека нивната работа е навистина одговорна и потребна и корисна, ако ништо друго, за пошироката општествена заедница во секој случај. И исто така имаме намалување во раздел 30 категорија 48 ставка субвенции на предпријатијата и невладините организации, а ова намалување е од 30 милиони на 9 милиони, што може да биде резултат на претходно проектирање некои трошоци на средства, но со оглед на развојот на состојбата внатре во државата, веројатно е забележено дека трошењето на овие средства би биле контрапродуктивни за имиджот, би рекол, на владата, односно на Министерството и евентуално врзување со некои невладени субјекти на самото Министерство. Исто така има во шумарството зголемување од 10 милиони денари. Јас претпоставувам дека тоа се должи на плановите за пошумување, но имајќи ги во вид цените на пошумувањето по хектар, кои изнесуваат од 120 до 150 илјади денари во зависност од видот на стеблата, насадниците кои што ќе се посадуваат, значи од 120 до 150 илјади денари по хектар, со овие средства може да се пошумат околу 50, па еве да речем до 70 хектари, што е навистина малку. И ако еве уште една ставка би можел да се согласам дека е добра во овој ребаланс, тоа е токму ова, меѓутоа е, повторно ќе кажам, многу мала. Да напоменам дека само во последниот пожар во близина на езерото Младост во Велес се изгорени 200 хектари. Овие 70 хектари се, односно 10 милиони смешни. Без оглед на тоа што локалната самоуправа ќе се ангажира во организирањето на посадувањето, сепак обврската на Министерството, затоа е Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде што во тој сектор работат исклучително професионални лица, би можел да направат план за многу поширока и помасовно пошумување, барем на оние делови кои што беа пожарени во изминатиот период. Не е само езерото Младост. Обштата констатација е дека се работи за рестриктивен ребаланс, кој е резултат на лоша проекција, која ќе се видат ставките и програмите од кои се намалуваат расходите и ставките и програмите во кои што ќе се зголемуваат. И веднаш тоа секому паѓа во очи. Покрај тоа многу е, би рекол, сомнително дека овој ребаланс, како да се сака
да се покрие нечие лошо работење, со пеглање на билансот на расход, со кој што се сака да се создаде слика дека некои работи кои биле проектирани, а упатуваат на чудно работење и намери, треба да преку ребалансот да се испеглаат. Развојна компонента во ребалансот нема. Нема осовременување, нема нови средства за евроинтеграциите, патем да кажам, ние како опозиција, без никакво проблем, со целосно разбирање го поддржуваме законот, односно за измените на законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, токму во делот каде што се вршеше усогласување на овој закон со регулативите и праксите на Европската унија, се со цел да можат да се користат на максимално ефикасен начин ИПАР средствата кои што им се достапни на македонските земјоделци и сите оние лица кои што имаат допирна точка со земјоделството во Македонија. Ама тоа е од наша страна позитивен чекор и секако е и самиот предлог на законот за поздравување, меѓутоа ние не треба да се ослониме само на овие средства, заради тоа што меѓу другото, колку и ние да се усогласуваме со тие регулативи од Брисел, потребно е да се изврши и олеснување на условите и критериумите за нивно користење, што значи да се направи нова модификација на програмите за користење на ИПАР средствата, што е една од основните обврски на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Не секогаш добрите закони можат да се применуваат доколку нема подлога, поддршка и во конкретно работење и во делот на менувањето на програмите со цел да бидат критериумите и условите што по-ниски, односно по-пристапни да бидат тие средства, за да можат сите заинтересирани да можат кои што ќе аплицират навистина да ги добијат. Ова е прв чекор и тоа е за поздравување, но сакам да кажам дека во целата таа работа учествуваше и опозицијата. Кажува дека нема нови средства. Веќе и со програмите се направени пренамени и скоро сите средства се префрлени во 2, односно 3 ставки. Еве, зелена нафта. Го отварам прашањето зошто не 50% колку што беше за време на предизборната кампања најавувано и во самата програма на владата, односно на владеачката партија наведено, а сега е 30%, со што на некој начин директно се изневерени очекувањата на земјоделците. Ветувањата за зголемување на одредени субвенции изостанаа повторно. Исто така и изостанаа средствата за обештетување на земјоделците кои што претрпеа штета во своето производство. Да ги напоменам, производителите на јаболка, производителите на праски, производителите не знам на што све не. Но тие луѓе не ги добија средствата по основно обештетување. И исто така, ќе напоменам дека имаме сериозна дупка, би рекол, во реализација на програмата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, со тоа што недостасува значителни средства и тоа се нереализирани обврски на платежната агенција кон земјоделците. Но малку покасно ќе се навратам на тоа, иако гледам дека нема време, ќе ми дозволите малку да пречекорам. Има драстични остапување и намалување на средствата во делот на средствата кои што се потребни за работење на водостопанството. Доколку ги немавме тие проблеми и доколку, еве конкретно во Тиквешкиот регион, една пумпа беше потребна да се замени, тогаш имавме далеку поефикасно и поквалитетно наводнување на лозовите насади и немаше да биде толку висока штетата колку што сега ја платија по основ на намален принос во лозарството, лозарите од овој регион. Тоа е за подружницата во Кавадарци, водостопанска подружница.
Нема средства за чистење на канали. Ниту имаме информација дали 1 метар на 1 километар е чистен. Имаме најава за, и тоа е добро, тековна, за изградба на браната Конјско, но паралелно со тоа се гради и Јужновардарската долина, која што со тек на време, кога ќе биде готов при крај овој објект, хидросистем Конјско, тогаш овој вториот ќе биде непотребен. 25.000 евра, тоа заборив да го кажам, се наменети за набавка на мебел во Министерството. Па до таму ли дошло мебел да се купува. Не е основан интервентниот фонд од 6 милиони евра, наменет за регулирање на пазарните односи, какви што сега ги имаме пореметени во делот на откупот на грозјето, и ме чуди како тоа од институциите, раководните луѓе не знаат кој е проблемот на лозарите. Проблемот е ниската откупна цена. Нема што да има тука дискусија. Се знае колку е производната цена, се знае колку е откупната цена, но се знае колку е откупната цена во регионот. Бојрум откупувачите на грозје, винарските визби да го платат тоа што е честно одработено од страна на земјоделците. А за тоа ќе треба да имаат помош од страна на Министерството. Ќе се навратам само на крај на обврската за оваа година до сега, само уште една реченица, 46,09% се нереализираните обврски на државата кон земјоделците по остов на исплата на субвенции. Односно 2 милиарди и 830 милиони денари, 46,09%, како 46 милиони евра неисплатени за земјоделците. Ние во ребалансот ова го немаме и не може да бидеме задоволни од предложеното решение. Ние имаме поднесено амандмани во овој дел, не знам дали ќе бидат усвоени, но не смеат на овој начин да бидат оставени земјоделците на милост и немилост. Мора државата да биде секогаш со нив. Има една изрека која што ја ќе се воздржам да ја кажам во оваа ситуација за кога некој ќе дојде на власт, што се случува. Меѓутоа апелирам и до Министерството за финансии, сите амандмани кои што ќе бидат поднесени од наша страна во делот, ако ништо друго за земјоделството, сериозно да бидат разгледани и како најдобронамерни да бидат и третирани и се надевам и прифатени. Благодарам.